Добро, како што можевте да слушнете од локалните луѓе, градоначалниците на Пехчево и на Делчево, и директорот на Центарот за управување со кризи, навистина по цела територија на државата има пожари. Еден дел се навистина загрозувачки, како што овде меѓу Берово и Пехчево во моментот. Другите се локализираат, се држат под контрола и буквално комплетната надеж е на намалување на ветрот, затоа што ветрот е најголемата причина за проширување на пожарите. Овде сме над Будинарци, над селото, во планината, каде што буквално гори на неколку локации. И ред е од моја страна прво да апелирам до сите граѓани, максимална внимателност, воопшто забраната за шетање на шумите важи и е казнива, и затоа треба да внимаваме на односот, затоа што навистина на овие големи температури со ветровите кои што ги има на територијата на цела Република Северна Македонија, можеме многу лесно да предизвикаме нови жаришта и нови пожари. Сакам да изразам благодарност најповеќе до локалното население, затоа што локалното население навистина е чувар на својот дом, на својот народ, на своето село, на својот град, но и на планините широм државата. Голема благодарност веднаш до противпожарните единици од самите општини и од регионите кои што ги помагаат општините, до војската, до нашата армија, која што навистина секаде е распоредена. Еве, овде во моментот имаме повеќе од 55 војници и офицери кои што се со нас, до полицијата, специјалните единици се исто така, сите тука, Центарот за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување и секако сите служби кои што управуваат со ваквите сложени системи на менаџирање. Најголема благодарност кон гостите кои што се со нас да ни помогнат. Тоа се силите кои што ги гледаме со хеликоптерите позади нас, заедно со нашите два македонски хеликоптери, српските хеликоптери кои што помагаат во гасењето на пожарите од воздух, но веднаш се овде силите од Бугарија, силите од Австрија и силите од Словенија, кои што навистина покажуваат голем професионализам, од кој што можеме да учиме и солидарно заедно со нашите пожарникари. Навистина сите пожртвувано ги зазимаат стратешките позиции, се борат со огнените пламени и јазици, се со конечна цел да спречат и да заштитат понатамошно ширење на пожарите. Денеска очекуваме авион со голема количина, кој што во придружба на втор авион ќе дојде од Романија. Благодарение на НАТО механизмите, Министерката за одбрана ги сподели информациите. Благодарни сме на партнерите, сите од земјите членки на НАТО кои што ни помагаат со се што можат во овој период и буквално се вклучени сите земји кои што немаат пожари во моментот. Другите сите се на територијата на својата земја. Чувството е одлично кога имате пријатели и солидарност на дело, да ја видите кога ви е најтешко. Верувам дека следните денови, буквално со посветени со сите капацитети, ќе можеме да ги совладаме и овие најтешките точки на пожарите, како што овој пожар позади нас. Целта е, уште еднаш, иако неколку пати повторено, примарна заштита на луѓето, на животите, понатаму на материјалните добра, на куќите, на шталите, на се што имат луѓето, а секако и на крајот и шумите и планините, затоа што навистина токму овде, како што рече градоначалникот и на Пехчево и на Берово, повеќе од 50 километри е во радиус горењето на шумата и во одредени делови е локализирана и е смирана, но за жал во многу места се уште гори. Се прават засеците, можат камерите да ги фатат буквално каде што работат механизациите, за да ги направат засеците на предпоследни и последни линии на одбрана на селото, во конкретниот случај на Будинарци. Овде доле работат исто така механизации од армијата и од другите служби организирани преку транспорт и врски и другите министерства да обезбедат полесни, достапни количини на вода за хеликоптерите, за да не го трошат неопходното време, кое што го поминуваат од полнење од Беровското езеро, од соодветните брани, кои што ги има овде. Затоа овде на реката се прават и обиди, каде што ќе посетиме, да можат полесно и да го заштедат времето и брзо да полнат вода, за да може да ги максимализираат ефектите од нивното дејствување. Така да комплексно е целото тоа што се случува и што се организира, но дефинитивно нашиот народ, сите стручни и професионални служби се вистинските херои, кои што навистина веќе од 2 август од Илинден наваму буквално се борат храбро
и ден и ноќ се со конечна цел да ги спречат понатамошните ширење на пожарите. Затоа, апелот е конечен до сите, максимална предпазливост, внимание на сите, некој пат дури работејќи, знаеме да предизвикаме пожар. Беше спомнато, 5 кривични пријави се веќе поднесени, дел се со ненамерно предизвикување пожар, но дел се за жал и со намерно предизвикување пожар. Верувам дека правосудните инстанции соодветно ќе ги процесуираат сите, затоа што пораката е навистина се работи за тешки кривични дела, кои што гледате дека можат да однесат и човечки животи, а да направат и непоправливи штети. Тоа што сакам исто како председател на владата да го испратам до граѓаните, кои што ги изгубија материјалните вредности. Да знаат дека може да сметат на својата влада, на нашата влада. Комисиите при општините со одлуки на советите ќе направат проценка на терен, веќе се формирани во многу општини, Кочани, Старонагоричани и другите општини, верувам и после и тука во Берово, Пекчево, Делчево. На самите проценки владата ќе излезе во пресред да ги надомести изгубените вредности на граѓаните. Таа порака сакам да ја испратам до сите, затоа што нема да штедиме средства за да го вратиме животот во нормала на нашите граѓани, но дефинитивно сега во моментот треба да бидеме фокусирани на она што значи превенцијата и генерално справување и совладување на огнените стихии.